Здраво, ученици! Се надевам дека сте сите добро и спремни за совладување на последната наставна единица од темата за плоштина на геометриски фигури, а тоа е плоштина на круг, кружен исечок и кружен прстен. Даден е кругот со радиус како на цртежот. Како да дојдеме до формулата за пресметување на плоштина на кругот? Плоштината на кругот се пресметува со формулата периметарот на кружницата по радиусот врз 2. Ако замениме за периметарот, ќе добиеме 2 по r по π по r врз 2. Или при кратење 2 со 2 добиваме r на квадрат по π. Значи, формулата за пресметување на плоштина на круг е r на квадрат по π. Еве и еден пример. Да се одреди плоштина на круг со даден радиус 3 см. При замена на формулата добиваме плоштината е еднаква r на квадрат по π, или тоа е еднакво на 3 на квадрат по π еднакво на 9π сантиметри квадратни. Делот кругот ограничен со радиусите ОА и ОБ и кружниот лак АБ се вика кружен исечок. Аголот АОБ или алфа е централен агол на кружниот исечок. Во круг со радиус R, плоштината на кружниот исечок со централен агол алфа се пресметува со формулата P е еднакво R на квадрат по π по алфа врз 360 степени. Ако замениме за R на квадрат да запишеме како R по π по алфа врз 360 степени, бидејќи R по π по алфа врз 180 е еднакво на должина на кружен лак, плоштината на кружниот исечок може да се пресмета и со формулата L по R врз 2. Како на примерот да се одреди плоштина на кружен исечок со радиус 2 cm и должина на кружен лак 3,14 cm. Ако замениме во формулата за плоштина еднаква на L по R врз 2, добиваме 2 по 3,14 врз 2, или 2 со 2 ако го скратиме, добиваме 3,14 cm квадратни. Два концентрични круга со радиус R1 ОБ и R2 ОА, како на цртежот, ограничуваат дел од рамнината која што се вика кружен прстен. На цртежот кружниот прстен е обоениот дел. Плоштината на кружен прстен може да се добие како разлика од плоштините на големиот круг со радиус R1 и плоштината на малиот круг со радиус R2. Плоштината на големиот круг е еднаква на R1 на квадрат по π. Плоштината на малиот круг е еднакво на R2 на квадрат по π. Ако замениме во формулата плоштината на кружниот прстен, ќе добиеме дека е еднаква на R1 на квадрат по π минус R2 на квадрат по π. При разложување, тоа што го имате учено,
Ако пи го извлечеме пред заграда, добиваме формула за одредување на плоштина на кружен прстен, а тоа е еднаква пи по во заграда R1 на квадрат минус R2 на квадрат. Пример. Пресметај плоштината на кружен прстен ако радиусот на поголемиот круг е 6 cm, а радиусот на помалиот круг е 5 cm. Заменувајќи во формулата, ќе добиеме P е еднакво R1 на квадрат минус R2 на квадрат во заграда по π. Или тоа е еднакво 6 на квадрат минус 5 на квадрат во заграда по π. Или тоа е еднакво на 36 минус 25 по π. Тоа е еднакво на 11 π. Тоа е тоа за последната лекција од ова тема. Домашна за понеделник, страна 166 од учебникот, задачи 1, 4, 7, 11. Изработените домашни ќе ги прикачувате во Classroom. Ве поздравувам и ви го посакувам секое добро.